Малото водство на СРСМ на овие избори е најверојатно резултат на помалата излезеност на македонскиот електорат на изборите. Но и фактот што на своите листи имаше кандидати за пратеници од БЕСА. Тоа е причината и за поголемиот дел на албански пратеници во собранието, велат дел од аналитичарите за Алфа. Бројките покажуваат дека двете најголеми партии од македонскиот блок освоиле помал број на гласови, споредбено со минатите парламентарни избори. СРСМ освоиле 327.408 гласови, односно 46 пратенички мандати, за разлика од 2016 година, кога освоиле 436.981 глас. Од ВМРО ДПМН пред речиси 4 години имале 454.577 гласови, а сега има 315.344 гласови, или 44 мандати. За ВМРО ДПМН и СРСМ на минатите избори во 2016 година гласале околу 940.000 гласачи, а во 2020 година двете партии добија околу 720.000 гласови. Во превод, излегле 200.000 гласачи помалку во македонскиот блок. Во албанскиот блок пак, во 2016 година, гласале 210.000 за албанските партии, а во 2020 година за албанските партии гласале околу 200.000 гласачи. Но сепак, со 10.000 помалку излезени гласачи во албанскиот блок, тие добија 12 пратенички места плюс. Неверојатно благодарение на фактот што дел од македонците, например во втората изборна единица и во шестата, го дадоа гласот на коалицијата СРСМ БЕСА, и за тоа се зголемува и бројот на албанци во законодавниот дом, кои беа на листата на коалицијата Можеме, оти претходно албанските партии трчаа сами за себе на изборните трки. Во минатиот состав албанскиот блок имаше 20 пратеници, а со сегашните резултати имаат 32 пратеника. ДУИ има 15, Алијанса 12, ДПА 1 пратеник и 4 пратеници кои се од БЕСА, а се во предизборна коалиција со СРСМ. Тука си албанците на листата на СРСМ од нивните редови, најмалку двајца, но кои официјално се дел од оваа партија. Губењето на гласови на двете најголеми партии од македонскиот блок, аналитичарите го толкуваат како страф од коронавирусот, апатија кај гласачите, негативната кампања, како и различниот праг на гласови во изборните единици за освојување на некое пратеничко место. Од друга страна, апатија реално има, затоа што ние не сведочевме на проактивна кампања во која нам као граѓани ни дадат надеж за едината, туку повеќе, како што има обичај, се концентрира на негативна кампања, таа не е охрабрувачка за да излезете да гласат. Во шеската требаше 5000 гласачи за еден пратеник, а во тројката 7000. Така што повеќе илјади гласови паднале во бунар поради тоа, бидејќи излезноста беше на граница на мала, значи 50-51%, тогаш се зголемува бројот помеѓу изборните единици, а најмала излезност беше во изборната единица број 6, каде што главно гласовите ги освоија албанците. Иако СРСМ доколку би излегла сама на изборите, судејќи по бројките би ги изгубила изборите, сепак коалицијата со БЕСА придонесе за поголем број на пратенички места во собранието. Разликата на гласови меѓу коалицијата Можеме и коалицијата Обнова на Македонија е 12.064 гласа.